S&P 500 и биткоин од една страна и злато од друга страна, овдека ние имаме обратна ситуација, односно погледнете. Овдека златото и S&P 500, тоа се оваа жолта и зелена боја, се однесуваат исто. За разлика од тоа, биткоин е во обратна ситуација, каде што веќе бевме во ефективен bear market и оваа мала корекција која што гледаме потенцијално може да биде оној dead cat bounce кој што го чекаме веќе полувременски период пред да добиеме уште една корекција надолу. Верувам дека оваа корекција надолу ќе биде поврзана со потенцијален неуспех на овие преговори, на кои што нормално Израел дефинитивно работи во позадина, но само сакам да напоменам дека златото треба да биде обратно пропорционално. Јас не можам да разберам зошто моментално златото и S&P 500 се буквално во ист, така речено, bull market, за разлика од тоа биткоин не е. Нема официјално да речем, да кажеме ова се причините, значи ова е многу чуден, би рекол, момент, ако некој има идеја, слободно нека сподели со нас, зашто го зборувам тоа, погледнете. Еве како изгледа нормален циклус. Каде што имаме ситуација во која што златото стагнира, а можеме да видиме како изгледаат ризичните добра како S&P 500 и биткоин, што јасно можеме да видиме како треба да изгледа еден циклус и обратно, затоа што имаме прелевање на капиталот од една во друга, би рекол, нели, категорија. Исто и овдека, погледнете. Златото стагнира, имаме bull market на биткоин, на S&P 500, bull market на биткоин. Се разбираме што сакам да ја кажам. Додека овдека кога златото експлодира, гледаме стагнација и на S&P 500 и на биткоин. Што значи дека ово што моментално гледаме е надвор од вообичаените